Родителите не се откажуваат од борбата против министерката Царовска за нејзиниот план за дигитализирање на учебниците. Министерството за образование не им одговори на барањето за повлекување на законот за учебници, па во сабота излегуваат на улица. Протестен марш во Скопје и протести во повеќе градови во Македонија. Нашите деца не смеат да бидат експеримент, велат од иницијативата Учебници и настава мора да има. Се потрудивме да предложиме решенија и компромис во измените на законот со една цел – да има реформи по мерка на ученикот. Сепак, надлежните остануваат глуви на нашите мислења, барања и ставови. Напротив, со манипулација, демагогии и празни муабети, надлежните сакаат да ни наметнат реформи кои никако не се во интерес на здрав и правилен раст и развој на нашите деца. Затоа, почитувана македонска јавност, ве повикуваме сите заедно да излеземе на мирни протести во градовите на Македонија и мирен марш во Скопје. Бојкотот засега го прекинуваат, а родителите ќе покренат и иницијатива за задолжителен референдум на кој граѓаните ќе можат да се изјаснат за предложените измени во законот за учебници. Согласно законот за референдум и непосредно изјаснување на волјата на граѓаните, поточно член 3 став 2, ја покренуваме ова иницијатива за стопирање на донесувањето на овој избрзан и непромислен закон. Во меѓувреме и народниот правобранител се сретна со представници на граѓанските иницијативи Учебници и настава мора да има именуваме. Оттаму апелираат до МОН да ги земе предвид ставовите и мислењата на родителите, наставниците и целата стручна фела. Веќе доставиле препорака до ресорното министерство со насоки да преземат мерки, почитувајќи го принципот на најдобар интерес на детето и правото на еднаков пристап до образование на секое дете. Од МОН пак и натаму не попуштаат. Реформите не били избрзани, туку се темелеле на релевантни истражувања на меѓународните кредибилни институции.